што се случуваше и што беше кажано во судницата. Да, најпрво ќе почнам со овидните зборови на поранишните министри за економија кои што се обвинети ќе имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс. Кришник Бектиши не се потпишал на ниту една лиценца за дозвола за работа на оваа дискотека, се користел негов факсимил, меѓутоа него го користеле други лица кои што издавале дозвола за оваа дискотека. Одбраната тврди дека тоа може да го докаже, а може да докаже и дека дури Бектиши бил на службено патување, била издадена лиценца за работа на дискотеката токму од неговиот факсимил. Неговата одбрана, односно адвокатот Еленко Миланов, тврди дека обвинението е неосновано и дека со докази во текот на постапката ќе го докажа тоа, па да не должам јас да го слушнеме веднаш адвокатот Еленко Миланов за како што тврди Кришник Бектиши и непотпишувањето на лиценците за работа на оваа дискотека. Од 26.2.2018 заклучно со 11.2.22 се издадени со факсимил на Кришник Бектиши како министер за економија. Не постои ниту еден потпис на лиценца од Кришник Бектиши. И посочени конкретни лица кои во одреден период имале овластување да го користат тој факсимил. Најмалку за една од овие лиценци ќе ви докажеме дека е издадена на датум кога Кришник Бектиши не се наоѓа во Република Македонија. За другиот поранешен министер за економија пак, Валјон Сарачини, кој што раководеше со Министерството за економија од 2011 до 2014 година, одбраната тврди дека Министерството, кога тој раководел со него од 2012 издал дозвола лиценца за работа, меѓутоа не за дискотеката Пулс, туку за сосема друг објект, односно на друга локација, со друга конструкција и со друго правно лице. Велат лиценцата издадена во 2012 која важела една година до 2013-та, 13 години подоцна е обвинет за пожар во дискотеката Пулс, иако издал лиценца за сосема друг објект. Во продолжение го слушаме и неговиот адвокат. Во 2012 година во Министерството за економија врз основа на барање издадена е лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре за локација на улица Димитар Влахов без број Кочани, што е сосема различна локација од објектот каде се случува кривичниот правниот настан во 2025 година, а тоа е улица Крижевска во Кочани. Тоа јасно ќе се презентира и од вештачењето, со што ќе се потврди дека се работи за две сосема различни локации, односно два сосема различни објекти и различно правно лице. Тамара, слушнавме кои се аргументите на поранишните министри за економија преку нивните бранители, а кои се аргументите на поранишните директори на Дирекцијата за заштита и спасување? Да, ниту еден од четворицата поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување вела дека ниту имале надлежност, ниту пак ингеренции во инспекцијските надзори кои се вршеле, не можеле да влијаат врз инспекторите, не можеле да ги распоредуваат во други градови, бидејќи тоа ќе значело, било незаконски, ќе значело дека вршат некакво влијание врз инспекторите. Поранишниот директор на ДЗС Шабан Селију, кој што воедно беше министер без ресор кога се случи трагичниот пожар во Пулс, вели дека сите оние години, дури тој бил директор на ДЗС, не знал дека овој објект постои, вели дека дирекцијата не била детективска служба која што требала да ги испитува и да ги пронаоѓа нелегалните објекти низ Македонија, вели бе неосновано обвинет, бидејќи според него тој од 2012 година требало да предвиди дека оваа година ќе се случил пожар, нешто што вели дека ниту баба Вања не можела да го предвиди. Другиот поранешен директор на ДЗС пак, Аднан
Аднан Џафировски, кој што 3 години раководеше со дирекцијата за заштита и спасување, односно 2017 до 2020 година, вели дека совеста му е чиста, работел во нефункционални институции кои што пробал да ги подобри, каже дека разбира болката на родителите, но вели дека едно зло не треба се одмаздува со друго зло за правдата да биде задоволена. Во продолжение ги слушаме и двајцата поранешни директори на ДЗС во воведните зборови. Обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година па се до 2017 година сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за волја на вистината не може ни баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Јас бев само кратко време на чело на еден фрагмент од тој нефункционален систем кој пробав со моето знаење и умење да го подобрам. Разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. И за останатите двајца поранешни директори на ДЗС, одбраната тврди дека обвинението е неосновано и дека со докази ќе го докажа тоа во текот на постапката. Само за крај, во едни зборови имаше и административен службеник во Министерството за економија кој што обвинет дека примал мито, меѓутоа тој денеска во воведните зборови неговата одбрана кажа дека се работело за позајмица. Утре продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс со воведни зборови на другите обвинети.